И ако одиме по теорикот на новинарските стандарди, сега јас треба да бидам мощно сериозен, треба да седам да гледам во камерата строго да кажам некоја најава напишана извадена од интернет од Google, пошто тој само знае се, другите никој не знае ништо. И треба онака, знаете, да бидам стручен, да не коментирам и да бидам да кажам дека треба да верувате во хороскоп, дека звездите ви кажат се, баталете. Океј, денес имаме разговор поврзан со книги, поврзан со писателство, авторство и Зимскиот саем на книгата во секако организација на Матица. Заедно со мене Ксенија Николова, Јован Илиевски. Добро дојдовте на 20-та, нели како што е редо? Добро ве најдов, ајде. Фала на поканата. Претпоставував. Има некој друг израз освен фала на поканата? Добро ве најдовме. Добро ве најдовме трет. Ако Толку кажеш се. трет, готово, и ти давам награда. Толку се. Добро. Како сте? Супер. Расположени. Супер, одлично. Подпишувањето на книгите помина, кај Јован доаѓа, баш се искоментиравте На дека 30, може и да. без подпишување. Ке се согласи со мене или нема? Па, може би. Нели се читаат се. книгите се и да немам посвета од тебе, јас ќе ја прочитам книгата ако ми е убава, мислам дека. Да. Кои Тоа е жанрови така. на книги мислите дека привлекуваат внимание? Ајде Јован себе. Па, најчесто во последниве години нешто многу се чита мистерии, психолошки, некои драми. Толку такво општество сме очигледно, ние се со мистерии. Мистериозно. Нели? Да. Или јас Со нешто сум такво, грешка. да. Мислам дека више не се чита да не е љубовни прози, поезии. Чини. Па се Мислам, читаат и може тие, ама мислам дека најмногу ги привлекуваат читателиве овие што се сега нели светски најпродавани и ние по нив се водиме. Значи се уште сакаме да читаме Агата Кристи, претпоставам, она не е он Да, она е безвременска. Сенки на полноќ. И тука исто кругот на животот. И едниот наслов и другиот наслов се мистериозни, реално се да не се правам будала пред вас, пред малите екрани, не ги имам прочитано книгите, но еве самиот наслов можеби Сенки на полноќ ќе ме исплаши, но затоа не би ме исплашило дефинитивно кругот на животот, туку ми е баш она мистериозно. Знам дека е тешко да се напише книга и дека не е така, тоа седни па како новинарски текст денес ги собрав информациите, сега да ви ги прераскажам, туку е стварно потешко. Што имаме во двете книги и зошто која сега моментално се подпишува, што е во Матица, што не? Знам дека со женските се почнувам, што ти правам кај мене се обратно. Нема врска. Кругот на животот и Сенки на полноќ се изданија на Клуб Матица и во Кругот на животот, тоа е моја прва книга, се зборува за едно семејство сместено во Скопје. Испреплетени приказни. Сега не кажувај си ти одма, нема да ја негови- прочитаат книгата. Никој само да. Не. Толку им треба на нив да ми раскажеш, ма да, добро, па ја знам така. Некој предговор да вовед. И така, Што е со Сенки на полноќ? Сенки на полноќ е мистерија, кој што реков, се зборува за исчезната девојка и ете толку. Добро, треба ли овие Нека книги да ги има остане. секој во својот дом? Па, ако би сакале, да. Да. Добро, Ако тоа натерај ги е си нивни жанр на книга, да. Добро. Ксенија, дали мислиш дека уживам. дојде време кога треба да ги молиш луѓето да купат книга со оглед дека на интернет па имаме се, дали планираш еве твоите книги да ги поставиш и во интернет издание па да не мора да трошат пари да мислам напечатана верзија? За да Да. купат од интернет, пример, eBay или некој. Апсолутно, да. Мислам, зависно што сакаме да постигнеме како автори. Нормално, додека идејата е да што повеќе луѓе ти ја читаат книгата, нормално дека интернетот помага и како и сите светски стандарди, и ние ќе стасаме до таму еден ден. Еден ден. Но Еден ден, ќе ме молиш ја. мојата За Милена. светлосни години, да. Да, Добро. но како и да е сега за сега мислам дека оние што сакаат да купуваат книги, како што кажа ти, потписот не е толку важен, битно е да се купи книгата, но овие сајми помагаат за да ние авторите се доближиме до читателите За и дружба. некако да се дружиме, значи Да. за убаво нешто, ете така да кажам. Добро, значи вие не сакате забави автори, како што гледам. Вие сакате да седни си, подпиши си, отиди си. Баш а? спротивно, баш спротивно. Сакаме забава. Овака да ми Верој, кажам, баш не ми изгледа спротивно. баш дека е спротивно. Како ми кажавте, за да се дружиме. Шу, идеш и сега ќе ви пуштат некоја, не знам, Моцарт, Бетовен, претпоставам вака го замислуваат. Јас сум бил на сајм на книгите, сум бил и на доста потпишувања, промоции. да. Така, и така што ја не го сваќам тоа, ама верувам дека моите гледачи кога ќе кажете подпишуваме книги и сите сметаат дека Бетовен и Моцарт циркулираат од позадина со музика и вие како Па не е Повеќе да може. баш така. како е? И Ксенија знае, многу е по-опуштено, многу е Релаксирано, Да. Не е досадно, напротив, многу
лежерно, многу спонтано, многу природно се случува целиот процес, Да. не е изражиран однапред, ајде така да кажам. Социјалните мрежи колку помагаат за овие сајми на книги, колку помагаат за промоција на вашите дела на кои всушност напорно работите. Знам дека не е лесно да се напише туку така книга, како што кажав и на самиот почеток, а исто така не е лесно и самата книга да ја продадеш и да ја дадеш на некоја издавачка куќа. Имам издавачки куќи кои малтени нема место веќе за сите автори кои се собравте Така. на оваа сцена. Зошто, како? Па мислам дека социјалните мрежи нормално помагаат и ете Facebook ни се случи и тоа е едно средство кое што треба се свати само како помошно и да се искористи во најдобра насока и мислам дека нормално Фејсбукот помага затоа што самата реклама на Facebook допира до многу луѓе истовремено. А што се однесува за појавувањето на повеќе автори, мислам дека тоа е здраво, мислам дека публика има за секого и не треба да се гледа тоа како никако конкуренција. Да, но вие не правите филмови, значи има луѓе што ги знам што навистина ги мрзи да читаат. Како да ви кажам дека знам има мои пријатели кои кога нема серија на со тајтл или со како се синхронизација на македонски, Така. воопшто не ја гледаат. Дали мислите дека можеби во иднина треба да почнете и во светот тоа е доста развиено да правите книги односно кои се слушаат а не се читаат? Па мојот идиотски приказ немаше аудиоверзија своја. Ја Така. имам искуство со тоа и тоа беше пред се направено за наменато за лицата со оштетен вид, но исто така и за сите останати луѓе кои што те преферираат да слушаат наместо да читаат. И тоа е моето искуство дека некако ние се уште не сме подготвени за тоа. Затоа што во светот тоа е многу популарно, аудиоверзии се прават од многу книги за зафатените луѓе, за оние кои што воопшто така повеќе сакаат да слушаат. Зошто да не седнеш во кола и наместо најголемиот хит од USA да не чуеш книга? Можеби како што кажавме, можеби ќе стасаме таму и ние Да. еден ден, дај Еден Боже, ден, да. ама Како надежно гледаш. Па, Знаете дека некој надежта- чекал и умрел? Знаете за тоа? Така Не е, знаете. да. Добро да ви кажам, сега слушай. Да. Добро. Достали се 11 дена, еве да кажам сајм на книгата. Јован? Дали За двајцата е доста? Да, дали се доволно? Па мислам дека се таман за дружба, за спријателување со читатели, за подпишување и сето тоа. Ама мислам дека треба повеќе време да се даде на книжевноста Така. На книжевната дејност по пред се. Македонија, да. Добро. Мислам дека. Колку време? Затоа што истото колку ќе пишеш книгата, со оглед дали мислите дали еве според вашите статистики, еве верувам дека ги посетувате и сајмот на книгата го Да. посетувате и кога не сте дел од него. Колку публика има? Има ли доволно луѓе? Ксенија? Јас мислам дека вака, има луѓе, значи тоа јас го гледам пред се преку својот Facebook профил, има луѓе кои што прашуваат, заинтересирани се, сакаат да прочитаат книгата, сакаат да Да, дојдат. но има многу што се стаат гоинка седа дома. Да, затоа што им е срам. Значи тоа е реалноста. Што е Значи срамно? затоа што кај нас одењето на промоции на домашен автор се уште е нешто ново. А што има во странскиот? Сте разговарали на таа тема? Во странскиот пазар е сосема нормално на кога еден автор кој што си има своји читатели, кои што лично не го познаваат, но го следат преку не е важно дали е социјална мрежа или воопшто не е важно преку кој медиум, да дојдат и да купат книга и тоа е задоволство, тоа е чест, тоа е нешто убаво. Кај нас е се уште тоа малку некоја чудна навика, луѓето можеби Значи, мислат треба Треба да си има мистична, една да не те маса на народ познаваат. која што не го почитува тоа ние што го правиме, уствари. Така, баш на тој дел сакав да дојдам, Да. затоа што тука Да. го имаме и моментот, еве никој не знаеше која е авторката на белешките на Лайла Грейс. Така, но Марија стана ултра популарна преку ноќ. Да. Дали тоа значи дека требаше и вие да напишете книги, да не се кажувате кои сте, кога ги скочите бите, вау, леле види ги автори веј. Па Или? не мислам дека треба да си мистерија за да станеш популарен, едноставно треба да се поклопат некои работи како што се поклопиле во тој Тоа е сплет случај. околности, Апсолутно, уствари. да. И нормално дека и читателите препознале нешто што го сакаат, затоа тоа се случило. Но пак ќе кажам, А тоа дека, извини, тоа дека странски или пак некој друг вид на бренд на име, секако дека прилекува повеќе внимание од наше, тоа е. да. Тоа е Да, мислам класика. ние како ја ќе кажам, тешко даваме аплауз на наши луѓе, значи пред нашата публика е Тоа е најтешко. синдром очигледно. Да, затоа што тука луѓето те познаваат и за да се изградиш во она што сакаш да бидеш, треба да пројдеш преку многу фази, кој што е природен процес, значи никој не се родил она што сака да биде преку ноќ, тоа Да. на тоа се работи.
и луѓето не простуваат грешки, не простуваат фази, не простуваат падови, туку го очекуваат најдоброто преку ноќ, а тоа не е возможно. И затоа мислам дека е многу тешко да успееш пред Како пред правите сепсе. промоција на Facebook? На кој начин? Па Што преку настани, што објавувате? Што не објавувате? Како тече Facebook промоцијата кај вас? За социјални мрежи мислам дека барем ние вториве сме доста организирани околу тој дел, но факт е дека се да збориме реално, факт е дека немаме доволно медиумска Покриеност? Да, тоа е факт, мислам дека. Ја мислам дека имате еден друг факт вие кој реално не си го признавате. Значи прво реално ретко кој од авторите ќе се јави во медиум да каже чекај, ја имам нова книга затоа што јас не сум Google, па да знам дека вие вадите нови книги, но ретко кој од вас се јавува да каже имаме нова книга, ајде да ја испромовираме, дали може или не може. Тоа не е Затоа што точно. никој Тоа не Не е е точно. точно. Да. Кај мене не сте се јавиле. Па добра. Например? Добра, можеби затоа што признавам оваа телевизија и понова и можеби јас оддавна и Биован исто имам искуство и пишуваме од подавно, можеби навистина во твојот случај е така, но не е точно дека ние сами не се Што ти велеле? Не сте сите отворени кон тебе. Повеќето дале подршка, на вистина. Значи дале подршка, можеби не на самата промоција кој може да Но отпосле. да, но отпосле на вистина одвоиле место и време за нас, за да не испромовираат, така да тоа е вистината, тоа е факт. Реалност. Да. Сега, белешките на Лайла Грейс, пак сам доврзана таа книга и ред други книги кои всушност се со некои љубовни елементи, ајде да не кажам малте не, очигледно се Добра, уште да. да пали кај нас. Вадат цитати од самата книга, ги ставаат на Facebook, книгата станува ултра популарна преку ноќ, се продава како алба, има читаност, има се живо и диво и така книгите се продаваат. Дали вие можеби ќе се одлучите еве да бидете простете останатите, прости Марија, те почитувам бескрајно, но дали би вие би се одлучили еве да отидете на таа малте не кажано патетика за да изградите име? Не е тоа патетика и Можеби, тоа е затоа некој реков просто стил на можеби моја- пишување. Ете, Не, тоа е стилна да промоција кажам. веќе. Да, да. Ја не зборам за Тоа е книгата тоа. и содржината, ја зборам Тоа за е тоа, промоција. да. Ама мислам дека као сум пробал да играм и со психата на публиката да објавам нешто што е навистина вредно и што е поголемо во поголем обем. Обем. И нешто што е плитко, некоја 2-3 реченици. И луѓето се палат на тие 2-3 реченици, кажеш. ама немаат време да одвојат, да ги прочитаат тие 20 реда. Дали И мислиш тоа е дека факт. проблем е времето или проблем е менталитетот и начинот на живење? Мене не ми е проблем времето, значи јас кога пред спиење можам да земам книгата Па не, да изчитам да. 50 страни, 50 страни малте не ти се 20 на минути преку сила, зависно од тоа каква е книгата, на каков стил е пишувана и така натаму. Дали Па што не е мислите? само времето проблем. Да, јас Мислам дека- мислам дека ние како автори немаме моќ во тоа во што ќе бидеме, туку секој е просто наменет да биде едно нешто за некој вид на читатели, така? Значи не е погрешно да си писател кој што пишува за љубовта, да. не е погрешно да си писател кој што пишува, не знам, за некој хорор приказни или фантазија или така натака. Секој си го одбира својот пат и ти немаш се да се градам јас, значи јас Да. просто за нешто нешто ме инспирира и тоа е тоа. Секоја чест. Значи ова е одговор кој навистина не остасуваше. Сега, тогаш ти ќе пишеш за мистерии. Карикирам. Добро. Ти ќе пишеш за што знам комедии. Добра. А пак вашата колешка ќе пишува за љубовта. Зашто мислите дека вие ќе бидете почитани од нејзе? Не мислиме, апсолутно. А како би биле? Ако кога веќе не мислите? седнувам да пишувам книга, тоа е и Ксенија го прави, не застанувам да размислам дали мојата книга ќе биде попродавана од таа на Ксенија. Апсолутно. Гледам да Не се излезе од гледате мене како најдоброто, конкуренција, тоа е сега за поентата? сега. Не. Не. Никогаш. Како Никако. може да не се гледате како конкуренција кога имате наплив од автори кои излегуваат на секој чекор? Јас се познавам минимум 10 кои ги запознав во минативе месец дена, од декември до сега. Затоа што типот на книга не е како спорт. Значи ако гледаш, ако се не Кој знам, само со кошарка подобро, дека фудбалот нема да те интересира. Да, Еден но ако пишувате за иста содржина.
Не, Со тоа различни- кажувам дека сите ние пишуваме на крајот денот за различни нешта, без разлика дали и на Јован делата се на крајот од денот се базираат на емоции, неговата приказна е сосема различна, неговиот стил на пишување исто така. Затоа кажувам дека има публика за сите, милион автори да искочат, да излезат, пак има публика за сите. Ксенија, ти си подолго време значи во оваа дејност, да кажам, и ова неве како автор ќе те прашам прво тебе. Дали си ги прочитал делата на Ксенија? Да. Ајде издвои поенти неколку вака што ќе кажеш што највеќе ти ставиле Зашто впечаток она- од самите книги. Пишува? Да, што ти се допаѓа, што не ти се допаѓа. Вака, тоа сум кажал и на неа. Еве јавно да Повеќе. чуеме и ние. За да знаеме дали да ја читаме Ксенија. Може така ли? Може, апсолутно. Ксенија пишува претежно за љубов. И Затоа тоа Ксенија е застана во нешто- одбрана на љубовта. Те открив. Тоа е нешто што искрено и вистински излегува од неа и кога читам незина поема или текст или целот роман, знам да се препознам, знам дори и да наречам да пуштам некоја солза и тоа е тоа. Така. А кој станува збор за незините книги, се разбира дека имаат по-обемна содржина и Тешки ли се за читање? не. Висок ли е Не, стилот на не. пишување? Стилот е доволно висок да знае да навлезе во психата на народот, мислам дека. Значи да те И тоа е остави публика. повише од доволно. Ксенија, што мислиш ти за За Јован? Јован. Очекуваш да се подготви? Не е фер ова, ама ајде. Не, ме апсолутно, пукај. вака, значи Јован Да. јас Се подготви сега признај си, значи ти имаше доволно време да размислиш. Добро, ете нека биде така. Инаку, само малку, морам да кажам дека Ксенија беше и промотор на мојата книга Сенкина полноќ. И од тука се гледа дека ние Имаш уште една не се- книга која прочитав дека ние не сме минатата година. конкуренција еден на друг. Да. И ми е баш драго поради тоа. Апсолутно, значи сакам да надоврзам тоа, си помагаме, зошто да не јас да како да кажам да на своите читатели да го препорачам делото на Јован или па тој на своите читатели и фанови да препорача некое мое ново дело. Апсолутно, нашите стилови се многу различни. Јован има многу богата фантазија, тоа ќе го издам како негова карактеристика и преку таа фантазија на еден многу скромен начин допира до публиката. За разлика од јас самата што мислам дека мојата фантазија е малку како автор поограничена и затоа што најверојатно сум таков човек. Така. Многу сум скептичен и човек кој што не сака ризици и можеби затоа не ни фантазирам кога пишувам, што не е ниту добро, ниту лошо, едноставно е така како е. Додека Јован, да речеме, знае да отиде многу далеку со својот талентиран ум, да истражува, да шета низ книгата на некој начин кој што јас не знам да го направам. И затоа Тоа е верувам дека посебноста кај него, претпоставам. апсолутно. И тоа е просто така, не се гледа како квалитет или Критика негативност. за него. Навистина Јован е толку Не можам да го искритикувам затоа што Не, Јован е толку млад и толку има Кажи негативна. и толку има време пред себе. Јас Извини, секогаш се негативна критика, Ксенија. Ете, негативна критика секогаш сум верила дека треба повеќе да верува во себе и повеќе да верува во својот талент, бидејќи навистина го поседува. Тој е всушност многу скромно момче и преку својата скромност допира до читателите, но не секогаш како да кажам знае да поверува навистина во тоа што го прави. Ама тоа е најверојатно заради годините. Така, Има уште се многу поправа. време пред себе и ќе биде како треба. Добро, значи до 31 е отворен сајмот на книга Да. со наслов Книга во секој дом. 30 се дружат заедно со тебе. Ксенија, претпоставам дека ќе бидеш таму. Да, јас моето Да. помина, но ќе видам таму да ги поддржам моите колеги, се разбира. Така. Ви благодарам на двајцата што бевте денешни мои гости. Сели напоменавме, не напоменавме. Ја И на немам вас, сценарија, така. што да ви кажам. Се беше окей? Се беше окей. Се беше супер. Така, мило ми. Ми ви благодарам уште еден што бевте мои гости. Благодарам. Благодарам на вас. Епа, драги мои, сакани, не сакани и помалку и повеќе сакани, време е да проследиме рекламен блок кој ќе биде само еден во цела емисија.